Последиците од нелегалната сеча во шумскиот појас околу тримпатеката кон Свети-Илија на Струмица веќе се очигледни. Континуираните дождови кои падна овие денови во Струмичко предизвика одронување на дел од карпите вдолж патеката од Ловен дом до манастирот Свети-Илија. Карпи тешки по стотици килограми вчера се струполиле во долот, а некои застанали на тримпатеката. Станува збор за локации на тримпатеката каде има карпес предал. При падот на карпите оштетени се неколку клупи за одмор што се поставени. Среќа е што во критичните моменти немало посетители и рекреативци на патеката, која стана посакувано место за прошетка и рекреација на струмичани. Лицата што ги затекнавме денеска не сакаат да коментираат пред камера, но побараа отстранување на карпите и превземање соодветни мерки за заштита на посетителите. Според нив, надлежните институции треба да постават таблици за предупредување на посетителите, бидејќи може да се случат последици од поголеми размери. Тие ги повикаа надлежните веднаш да ги отстранат карпите кои пречат при рекреативното трчање, но и да се постават заштитни мрежи, доколку е изводливо на критичните места каде надвиснуваат карпи на тримпатеката. Тримпатеката последниве години беше континуирана мета на вандалско уништување на шумскиот фонд. Нелегално се сечеа млади дрвца во овој предел, со што не само што се уништуваше шумскиот фонд, туку и се отвара можност за ерозија на земјиштето.